Без жена ми се јави, вика супер сум бил. Не зафркавај. Епа, затоа што ти е жена, затоа. Нормално. Не зафркавај. Жена ти или? Добро. На кратко една реплика. Јас сакам една работа да укажам. Дали сега ви е јасно зошто во Бугарија има вакцини, зошто во Србија има вакцини, зошто во Грција има вакцини, зошто во сите други земји во околината, освен во Косово, има вакцини, а во Македонија нема вакцини против COVID-19. Затоа што цела 2019 година Зоран Заев нема писмо напишано до Pfizer или до Модерна или до било која фармацевтска индустрија, има напишано 8 писма до Државното правобранителство. Заев не му е грижа за вакцините за ковид и за граѓаните, не му е грижа за 33 милиони евра. Кој ќе ги добие, кој ќе ги дели и која телевизија ќе биде режимска. Не му е гајле за тутунарите, не му е гајле ниту за оризарите, ниту за учениците, ни за наставниците, ни дали има тоалети, ни дали нема тоалети во Битолската болница, каде што луѓето со чадори одат во тоалет болни од ковид. Заев 2019 година ја потрошил за да добие 33 милиони евра сделка, која што треба да ја делат со Макпетрол и Телма. И сега, знаејќи дека таа сделка е незаконска, нелегитимна, не му ја признава државниот правобранител, ќе треба да му ја признаат пратениците од СДСМ и да му ја саат. Но истата, порано или покасно, ќе падне на еден или на друг суд, бидејќи е штетна, според дописите од Државното правобранителство, штетна на имотните интереси на Република Македонија, а со самото тоа е штетна и за граѓаните во Република Македонија. И затоа би сакал да укажам дека ваквиот преседан не само што е правно неоснован, етички е штетен. Значи е неморален договор кој што граѓаните ги доведува во подчинета положба. Овие 33 милиони евра можеа да бидат уште 33 амандмани. Да се направи нешто повеќе за Битола, да се направи нешто повеќе за Берово, да се направи нешто за Куманово, да се направи нешто за Липково, да се направи нешто за Гостивар, да се направи нешто за Велес, да се направи нешто за загадувањето во Скопје. Ова се тие 33 милиони евра пари на даночните обврзници, пари на угостителите, пари на туристичките работници, пари на оние кои што работат во самопослуга и на каса по 6 дена во неделата, по 7 дена во неделата, и сега ги добива Макпетрол Телма. Зошто? Затоа што ќе земе пола Вице, ќе земе пола Заев, ќе се договорат за кампањата за следните избори и ќе ги поделат парите тие кои што гласаат за нив. Тие кои што подпишуваат штетни договори, тие имаат интерес од таквите договори. Би сакал уште еднаш да му се заблагодарам на државниот правобранител и неговиот тим, што и покрај притисоците останале и дале вакви важни документи кои што ќе користат во следна судска постапка. Благодарам.